Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Заменик министерот за економија Христијан Делев дојде во работна посета на Кочани за да ги види можностите за странски и домашни инвестиции во општината. Посебно внимание беше дадено на развојот на спа туризмот и искористувањето на геотермалната вода. Проектот за инвестирање во искористувањето на геотермалните ресурси на локацијата кај градскиот базен е главната идеја околу која се разговараше на работната средба што заменик министерот за економија Христијан Делев ја оствари со градоначалникот на Кочани и неговите соработници во локалната самоуправа. Освен тоа, беа представени и другите активности што општината ги презема за подобрување на бизнис климата, како и за можностите за носење дополнителни странски инвестиции во нашиот регион. Заменик министерот Делев оцени дека постои добар план во делот на развојот на спа туризмот, за што му биле посочени конкретни локации и проект за инвестирање во овој дел. Ние како Министерство за економија, Агенција за странски инвестиции, целиот тим, владен тим што се занимава со привлекување странски инвестиции, овој проект ќе го промовираме. Мислам дека е добар проект, одлична можност е за развивање на туризмот во овој дел и сите услови што ги има Кочани се многу подобри од било која држава овде во регионот, односно било кој друг таков природен капацитет. Дополнително ни беа представени неколку проекти, односно неколку индустријски зони за кои мислиме дека има големи шанси за некој да бидат донесени некои странски инвеститори, бидејќи општината ги има веќе тие завршено, значи урбанистички усвоено, така да тие се готови парцели за да може да се нудат на тие странски инвеститори. Градоначалникот Димитровски рече дека општината е заинтересирана за прифаќање нови инвестиции во сите области од стопанството и другите дејности, при што нагласи дека посебен интерес има инвестирањето во спа туризмот. Оние моменти кои што ги имаме, што е урбанизирано за спа центри, за бањолошки центар, за хотели во потегот под градскиот базен. Разговаравме за Пониква, за Осогово, за можности за инвестирање во тие центри и разговаравме за оние теми кои што ги имаме, за оние урбанистички планови кои што ги имаме веќе усвоено, потегот на целулоза, потегот над каналот, значи оние индустријски зони кои што се потенцијални за потенцијалните инвеститори во општината Кочани. Заменик министерот Делев во рамки на работната средба во Кочани посети и два производни капацитети, од кои едниот е странска инвестиција, при што се разгледани можностите за нејзино надградување и проширување со втора фаза. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против две млади лица заради поседување марихуана. Лесните дроги во Кочани се поприсутни, особено помеѓу младата популација. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 27-годишниот Ида и 18-годишниот Нама, двајцата од Кочани, за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори. На 13 април годинава од страна на полициски службеници при претрес над второпријавениот и други две лица е пронајдена марихуана во вкупна тежина од 3 грама, која претходно второпријавениот ја купил за 500 денари од првопријавениот. На 14 април годинава од страна на полициски службеници е извршен претрес во домот на првопријавениот, каде е пронајдена 0,12 грама марихуана. Ова е втор случај во последните 20 дена како кочанци се поврзуваат со марихуана. На граничниот премин помеѓу Македонија и Бугарија кај Делчево беше запрено возило со кочански регистарски таблички во кое беа пронајдени 14 килограми марихуана. Дрогата спакувана во 28 паковки беше сокриена во фабричките празнини на автомобилот Ауди. Истражен судија на едно од лицата му одреди мерка притвор во траење од 30 дена. Додека трае иницијалната дебата за или против легализација на марихуаната, таа во Кочани е се поприсутна, особено помеѓу помладата популација. Светскиот тренд легализација на марихуана, дали рекреативно или за употреба во медицината, пристигна и на Балканот. Во Србија веќе е во завршна фаза иницијативата за легализација на марихуана во медицински цели и останува уште еден чекор – законот да го мине собранискиот филтер во ноември. Во Македонија идејата за легализација на марихуана е во зародиш. Од Сдруженијето Зелена алтернатива наскоро ќе покренат конкретна иницијатива, но се уште не е познато дали ќе бараат нејзина целосна легализација или само за медицинска употреба.
Здруженијето на слепи лица од Кочани го одбележува меѓународниот ден на белиот стап. Централната манифестација ќе биде одржана на плоштадот Македонија во Скопје. Денот на белиот стап ќе биде одбележан и во Здруженијето на слепи лица од Кочани. Сместено е веднаш до просториите на општинската организација на Црвен крст. Пресрет на одбележувањето на овој датум, таму се одржа координативен состанок. Денеска овде ќе одржиме ние состанок и имаме изложба на Тифло помагала кој со Фондот за здравство и социјала, Министерството за здравство и социјала ни овозможија неколку видови на помагала. Тоест имаме вади звучни, имаме браеви саати, имаме топломери звучни и апарати за мерење на крвен притисок. Главната манифестација поврзана со прославата на Денот на белиот стап ќе се одржи во Скопје на плоштадот Македонија, каде ќе се спроведе кампања под мотото "Немој да замижуваш", а во Домот за хуманитарни организации Даре Джамбас ќе се спроведе уште една акција. Изложба на ракотворби, што изработени од слепите луѓе. Ќе има тортијада за белиот стап и акција и крводарителска акција. Здруженијето на слепи лица од Кочани има меѓуопштински карактер. Во него членуваат околу 140 лица од Кочани, Виница, Берово и Делчево. Тие што се поактивните сега учествуваат на состаноци, учествуваат това кога треба да се оди по такви работи, изработуваат ракотворби, изработуваат многу други работи што треба да се обучуваат за компјутери. Белиот стап е воведен во далечната 1912 година како символ наменет за општата популација, која треба да го почитува принципот да им се даде предност на слепите лица. Пресрет на одбележувањето на 15 октомври, Светскиот ден на руралната жена, во Кочани се одржа конференција на која беа представени предизвиците и можностите за предприемничко ангажирање на жената која живее на село. Организатори на конференцијата беа Федерацијата на фармери и Мрежата за рурален развој на Македонија. Предизвиците и проблемите со кои се соочува жената предприемач во руралните средини беа представени на конференцијата во Кочани, што ја организираа Федерацијата на фармери и Мрежата за рурален развој на Македонија. Беше речено дека без разлика дали руралната жена се занимава со земјоделство, селски туризам или друга дејност, таа мора да надмине одредени пречки и предрасуди што го отежнуваат нејзиниот успех во предприемништвото. Токму затоа неопходна е поддршката и стручната обука преку размена на искуства и нови сознанија, што Федерацијата на фармери се труди да ги обезбеди. Низ лични примери за тоа, низ што се поминале додека го изградат својот бизнес, зборуваат дел од присутните гости на конференцијата. Предизвиците се многу големи. Да ви кажам искрено, за една жена да почне да работи свој бизнес, ќе се соочи со големи проблеми, бидејќи и препреки, бидејќи знаеме дека жената, нашето патриархално воспитување ни е секогаш таква да жената нема свој имот и секогаш мора да се избори за тоа да добие имот за да почне да работи земјоделие. Стрикно јас зборам за нашиот сектор. Тука се соочува со финансиски проблеми, со доверба од семејството, која што е најважна во започнување на жената во својот бизнис, разбирање, слога. На конференцијата во Кочани беа пренесени искуствата од работењето и развивањето на бизнисот во селскиот туризам, при што беше речено дека е потребна и поддршка од државата. 5 години се занимавам, а произведувам триена сол, сокот да идучка трева, тоа што го пласирам на гостите, пошто доаѓаат луѓе во манастирот и спреман нив се ориентирам. Постна храна, благо, пита со јаболко, лесновски колач со ореви и благо што имам спремано сладко. Кај нас капе. Многу тешко, многу труд, енергија и поддршка од целата фамилија, како што кажаа и претходните, многу енергија. Малешевијата е позната со одгледување на овци. Волната досега не се користеше. Едноставно се фрлаше. Во
задачите на македонските влади. Развојот на сточарството е неминовно, се даваат доста субвенции и во овој случај нашето здружение цели да се искористи волната како производ кој ќе најде во современото живење употребна вредност. Во рамки на конференцијата во Кочани представници од Министерството за земеделство имаа презентација на можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата. Во рамки на одбележувањето пак на 15 октомври, светскиот ден на руралната жена, беше најавено дека централната манифестација на ниво на држава ќе се одржи в среда во село Мојанци, а организатор на манифестацијата е Федерацијата на фармери на Македонија. Основното училиште Никола Карев ќе добие комплетно нови тоалети. Во тек е и проектот за изработка на бистата на патронот на училиштето. Готова е финансиската конструкција за поставување биста на патронот на училиштето Никола Карев. До 1995 година училиштето го носеше името Моша Пијаде и во училишниот двор беше поставена биста на патронот. Но откако го носи новото име Никола Карев, училиштето нема биста, што значи интензивно се работи на изготвување на бистата на патронот со сегашното име. Ние почнавме постепено да ја изработуваме и имаме одредена макета за патронот наш Никола Карев. Планираме да во овој простор тука од левата страна од мене да го поставиме и тестаментот, тоест да биде поставен ликот на Никола Карев во форма на торзо и уредување околу самиот дел. Доколку смогнеме сили, одредена финансиска конструкција имаме за почеток, значи и направење проектот. Се надеваме дека не само од училишто и некои пошироки луѓе кои можат да се јават како донатори, да ни помогнат. Што се однесува во делот на инфраструктурата, тоалетите во училиштето ќе бидат комплетно реновирани. Се лоцираме да можеме доколку ова година или наредната година, пошто сме влезени во делот на реновирањето на тоалетите, се надеваме дека тоа во најскоро време, ако не за оваа учебна година, значи за наредната, да имаме комплетна реконструкција. Не останува позади стазата која требаше да ја избетонираме, тоест да поставиме бетон плочки. На тоа се работи, се надеваме доколку временските услови или до крајот на годината не можеме да ги направиме со паркирното уредување, се надеваме во пролетта пред патронниот празник сето тоа да го завршиме. Бистата ќе биде изработена од бронза која веќе е набавена. Целиот проект чини околу 4000 евра, а истиот ќе биде готов до почетокот на наредната година. Со прогласувањето на добитниците на наградите за најдобра карикатура, во Виница започна овогодишното издание на фестивалот на хумор и сатира Ин Виница Веритас. Во рамки на програмските содржини гостуваа актери од Охридскиот театар со кабаретска представа. По шести пат од возобновувањето на фестивалот на хумор и сатира, Виница оваа недела е центар на добрата забава. Тоа е одлична можност за виничани и жителите од регионот да се насмеат до солзи со програмските содржини и гостувањето на театарските групи и актерите кои се учесници на овогодишното случување на Ин Виница Веритас. Ваква порака упати градоначалникот Емил Дончев од Домот на културата Тошо Арсов на отворањето на шестото издание на фестивалот. Веднаш потоа беа прогласени најдобрите карикатури што пристигнаа на овогодишниот конкурс, а чија тема беше уметност. Првата награда ја доби Валентин Дружинин од Русија, втората Алексеј Кустовски од Украина, а третата Лука Лагатор од Црна Гора. Првонаградените двајца не присуствуваа лично на доделувањето на наградите, а во нивно и свое име благодарност за признанијата упати третонаградениот карикатурист од Цетиње. Годинава на конкурсот пристигнаа рекорден број карикатури, нешто над 400, па жири комисијата имаше навистина тешка задача од големиот избор одлични творби да ги избере најдобрите 3, беше речено на прогласувањето на победниците. На првата фестивалска вечер на Ин Виница Веритас настапија актери од Охридскиот театар со кабаретска представа, што до солзи ги насмеа присутните во салата. Фестивалот продолжува со гостувањето на актерите од Народното читалиште од градот Тријавна од Република Бугарија со представата Михаил Мишкоет, а за среда е гостувањето на актерката Весна Петрушевска со театарската представа Последна шанса.
Бојана Коцева, ученичка во 8 оделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи, е победник на општинскиот надпревар Млади библиотекари, што е во организација на библиотеката Искра. Ќе учествува на државниот надпревар во Велес. Надпреварот Млади библиотекари, кој обстојува цели 15 години, е во организација на Сдруженијето на библиотекари на Македонија. Пред одржување на државниот секоја година, библиотеката Искра од Кочани организира општински надпревар на кој учествуваа 15 ученици по тројца од 5 основни училишта од Кочани. На републичкиот надпревар се разбира ќе оди освоеното прво место. Тоа е ученичката Коцева Бојана, 8 оделение, ученичка во 8 оделение во Кирил и Методи. За мене не беше тешко. Сега ме очекува државен надпревар во Велес и се надам дека ќе освоим на него нешто, некое место. Победничката од општинскиот ќе учествува на државниот надпревар што ќе се одржи на 31 октомври во Велес. Со драматизации, проекти, ритмички точки и читање поезија, учениците од Основното училиште Малина Попјеванова ќе учествуваат во емисијата Голем одмор, што се емитува на македонската телевизија. Основците од Малина Попјеванова по трет пат ќе учествуваат во емисија за млади, што е во реализација на македонската радиотелевизија. Драматизации, читање поезија, ритмички игри, проекти од областа на физиката. Учениците интензивно се подготвуваат за учество на популарната училишна емисија Голем одмор на МРТ. Со нив работеа наставниците по македонски јазик и литература и по другите општествени и природни науки. Темата за ова учество е од општествените дејности. Ќе учествуваат ученици од нашето училиште од 4 до 9 оделение. Ќе се представат со неколку точки, ќе се представат со изведба на драматизацијата Бегалка, ќе се представат со рециталот поезијата на Кочо Рацин од стихозбирката Бели мугри. Имаат ритмички игри, ќе учествуваат ученици кои што настапувале во фестивалчиња во нашиот град. Ќе учествуваат ученици со неколку проекти, како например ефикасност на енергијата, проект од физика. Во волшебната работилница ќе представат неколку точки, како например изготвување на ветерница и така натаму. Во емисијата ќе учествуваат вкупно 50 ученици и ќе се емитува во живо в среда во 10 часот и 30 минути. И за крај вестите проследете спортската информација. Изминатиот викенд се игра надпревари во младинската конкуренција. Баскет Дино поразен во првото коло од М18 лигата. Фудбал Старс со 4 победи против Зрновка. Викендов започна надпреварувачката сезона во младинските кошаркарски лиги. Во рамки на М18 се одиграа 2 меча од првото коло. Баскет Академија Гоце Делчев 67 спрема 59 и Бест Баскет Дино 51 спрема 49. Надпреварот во Гевгелија имаше несреќен епилог за кочанските кошаркари кои загубија со поени постигнати во последните 2 секунди. По едно коло табелата изгледа вака. На правото место е Баскет Академија со 2 бода, колку што има и Бест на втората позиција. По еден бод имаат Баскет Дино и Гоце Делчев на третата, односно четвртата позиција и последен е Радовиш без бодови. Векендов беа одиграни надпреварите во детската фудбалска лига Источен регион. Во генерацијата 2000-2001 надпреварот Зрновка Фудбал Старс беше прекинат во 42-та минута при резултат од 0:2. Стрелци на головите беа Ѓорги Зашев и Иван Јорданов. Во генерацијата 2002-2003 Зрновка Фудбал Старс 2:7. Стрелци на головите Михаил Јакимов 2, по еден Грегори Давко, Симон Златанов, Филип Стојанов, Дејан Трајанов и Сашко Стојановски. Во генерацијата 2004-2005-2006 Зрновка Фудбал Старс 0:1, стрелец на голот Антонио Гицов. И во рамки на второто коло од општинската фудбалска лига Кочани, Зрновка Фудбал Старс 1:2.
Следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk. Довидување.